Денес ќе работиме активноста за прекомерен риболов и одржливост на водните екосистеми. Според најновите достапни информации, над 10% од популацијата се зависни од рибите како главен извор на исхрана. Тоа значи дека е потребна голема количина на риби за тие да се прехранат, но со тоа и интензивен риболов. Доколку тој риболов се прави неодржливо, односно се отстрануваат премногу единки и единки кои што се со несоодветна возраст, тоа има страшен ефект врз идните генерации на риби, а со тоа и страшен ефект врз идните популации. Поради тоа, мора да се размислува за одржлив риболов, за во иднина да можеме да го имаме потребното количество на риби, за да се прехрани таа популација. Со оваа едноставна активност, учениците ќе можат многу лесно да увидат како отстранувањето на несоодветните единки, како и отстранувањето на преголема популација влијае врз идните генерации. Иако е примерот со риби, истиот принцип важи за отстранување на единки и од други видови на животни од природната животна средина. Активноста со која што можеме да го покажеме влијанието на прекомерниот риболов врз популациите на риби е многу едноставна и интересна, особено за учениците. Потребните материјали се многу едноставни. Прво, ни треба еден лист хартија формат А3, тоа треба за секоја група, ни треба едно пенкало, линијар и некои жетончиња. Меѓутоа, доколку немате жетони, може да се искористат графчиња, некои ситни камчиња и слично. Најпрво, со помош на линијарот и пенкалото се црта една табела. Табелата треба да изгледа вака, односно да има 10 редови и 10 колони. Во овој случај на табелата ќе бидат представени рибите, односно популацијата на риби, со одредена возраст и одредена генерација со тек на времето. Во редовите се годините, односно прва година, втора година, трета година и така натаму, представено се до 10, додека пак во колоните се представени возрастите на рибите, односно риби од возраст 1 година, риби со возраст 2 години, па се до крајот на животниот век на одреден вид на риба, односно 10 години. Во овој случај, за оваа вежба, ќе сметаме дека генерациите од 1 до 6 се млади риби, односно единки кои што се пред возраста за размножување, додека единките кои што се од 7 до 10 се возрастните риби, односно оние кои што се популацијата за размножување. Да започнеме со активноста. Како што кажав, популациите на риби ќе бидат представени на табелата, додека пак рибите ќе не бидат представени со жетончиња. Да претпоставиме дека првата година од секоја возраст од рибите има по 5 единки. Односно, 5 единки се стари 1 година, 5 единки се стари 2 години, па се до 10. Со тоа ја имаме популацијата за првата година. Таа е рамномерна и е многу лесно разбирлива. Како врви времето, доаѓа втората година и со тоа сите риби се постари за 1 година. Тоа значи дека рибите кои што лани биле стари 1 година, сега ќе бидат 2 години. Рибите кои што биле 2 години, ќе бидат 3 и така натаму се до 10. Кога ќе стигнеме овде? Дека тие лани што биле стари 9 години, сега се 10 години, меѓутоа, тие што лани биле веќе 10 години, тие се веќе стари и ја достигнале својата природна смрт, што значи нив ги отстрануваме. Меѓутоа, рибите кои што се во репродукционата возраст, односно рибите од 7 до 10 година, даваат потомство. Тоа потомство можеме да го представиме со 5 нови риби кои ќе бидат стари 1 година. Тоа е под предпоставката дека
природниот прираст на популациите кај рибите е 25%. Односно, од вкупно 20 риби тука, 25% тоа се 5. Доаѓаме до третата година. Рибите кои што се измрестиле оваа година, во третата година ќе бидат веќе втора година. И повторно имам истата ситуација, каде што највозрасните веќе угинуваат и ги нема веќе во вкупната популација. Тоа може да продолжи бесконечно, доколку нема промена во надворешните фактори на популацијата. Меѓутоа, доколку се вмеша тука човекот и настапи прекумерен риболов, односно отстрани дел од единките, да видиме што ќе се случи. Ако оваа година се рибарело премногу и од секоја од овие возрасти се одземе една риба. Тоа значи дека тука наместо 20, сега имаме 16 риби. Природниот прираст е 25%, исто. Значи, 25% од 16 ќе биде 4 риби. Значи, годинава, место 5 млади единки, имаме 4. Доаѓа четвртата година, тие 4 се сега веќе стари 2 години. И тоа напредува така за сите постапно. Во четвртата година повторно се случува прекумерен риболов, меѓутоа во овој случај место по една се отстрануваат по 2 единки од генерациите од 7 до 10. За да го утврдиме природниот прираст за оваа година, треба да ги преброиме останатите единки од возраст 7 до возраст 10. Ајде да го направиме тоа. Тука има 3. Тука има 2, значи вкупно 5. Тука има 2, значи 7. И тука има 2, значи 9. Што значи дека ако имаме 9 единки кои што се репродукциона возраст, 25% од нивниот прираст ќе биде помалку од 3, бидејќи живите единки не можат да бидат во децимални броеви, тоа ќе бидат само 2 риби. И тоа така продолжува се понатаму. Од генерација 5, 6, 7, па се до 10. Ако го продолжиме овој систем до 10-та генерација, и секоја наредна година се отстранува барем една риба од овој екосистем, до 10-та година веќе популацијата нема да е самоодржлива, односно единките кои што се присутни нема да бидат доволно бројни за да се размножуваат и да развијат нови генерации. Поради тоа, мора да се внимава на овие работи кога се зборува за влијанието на човекот врз природните популации. Доколку ваквиот тренд на отстранување на единки од популацијата, повеќе од колку што таа може да издржи, продолжи до 10-та година, тоа може да доведе до целосно уништување на популацијата. Доколку не се случи целосно уништување, но таа се намали под одреден праг, веќе тие единки нема да бидат способни да дадат доволно бројно потомство за популацијата на риби од тој вид да продолжи понатаму. Иако примерот е само со риби, ваквиот тренд на еколошко опаѓање може да се примени за сите живи организми.